Добро утро, керки мои, како сте? Добро утро, тато. Господе, чувај ми ги. Господ сите да ве чува. Керки мои најубави. Сега јас ќе одам, имам некоја работа во фирмата и може би долго ќе потрае. Во фирмата? Да, на нива. Денес на сред село ќе му прават сунет на синот на Мехмед. Ерол ќе ве донесе, немојте сами да одите, добро? Добро, тато. Дада Илгјун, дојди, сакам да те прашам нешто, не можам да решам една задача. Добро, сега веднаш ќе дојдам. Ајде, помогни на сестра ти, ајде. Сладко да јадеме и сладко да зборуваме. Ајде се гледаме, ајде. Се гледаме, тато. Што е сега, душо, што е? Твојот пак испрати порака да довиди. Види, Дадо, човекот личи на интелигентен. Седни и прочитај го ова. Седите, види, се разбирам од овие работи. Ајде. Во право си. Те разбирам и ти си туѓинка во овие работи. Не би сакал погрешно да ме разбереш, вели. И јас прв пат го правам ова. Твојата фотографија ме тера да правам вакво нешто. Искрено многу ме погоди твојата фотографија. Се викам Ферит. Студирав во Америка. Скоро се вратив во Турција. Имаме фабрика за текстил, имаме многу работа, ама колку и да сум зафатен, би сакал да се видам со тебе. Кога ќе сакаш ти? Работата и да се најдам со тебе. Само на едно кафе. Каде ќе сакаш ти? Те молам. Немој да го пропуштиш ова, Дадо. Барем дај му една прилика на човекот. Немој веднаш да го откачиш. Може би ќе имате можност да се видите. Може би ово е твојата среќа. Зарем ќе вратиш среќата која Господ ти ја испраќа баш на тебе? Добро, но што да напишам сега? Чекај малку. Пишвајте. Може би некој ден, ама денес не. Ке те известам. Готова е работата? Може би некој ден, ама не денес. Ќе те известам. Одлично, супер. Добро, само извести ме. Напишал добро, само извести ме. Овој се заљубил во тебе. Види, чека над компјутерот, Дадо. Ама, чекај, што да правам? Уште многу ќе чека, да знаеш. Ало? Ало, добар ден. Дојдов за синоќешната сметка? Абе, пријателе, ти оставив плик таму, нели, земи го и готово. Нема спас од вас. Ама бата, тука нема доволно пари. 350 си оставил, а требаше да остави 750. Шефе има засимнување. Абе, слушај, пријателе, ајде, види, немој да правиш проблеми, земи ги тие пари, јас и онака ќе дојдам вечер пак таму и ќе се раздолжиме. Ало, ме слушаш ли, окей ли сме? Ама можно ли е така, бато? Абе, види го сега. Абе, ало. Ќе падне човекот. Што направи ти бе, шеф? Исклучи бе, ајде исклучи, тука човек не умира, ајде гаси телефон. Господе Боже. Полека да без паника, само заглавена е вратата. Како да не паничам бе, шефе, се заглавив овде, што ти е тебе? Чекај, можеш да дишаш? Ти што мислиш, можам да дишам мака? Па не претерувај тоа, чекај бе сега, ете. Хајде. Абе, јас животот ти го спасувам, ти гледај како се однесуваш. Господе Боже. Колку ми е мило, не си свесен. Абе, отворете бе, отвори, влечи. Шофер бе, ало. Ќе се несвестам овде. Добар ден. Поведи, сестро. Го барам господин Коптагел. А зошто ви треба? Јас сум негова девојка. Моето име е Елмаз.
Ова сакав да го изненадам. Повелете седнете на таа маса, да ме послужиме ли со нешто? А? Добро. Коптагел ќе дојде за кратко, сега е на работа. Коптагел. Сигурно мислиш на господин Коптагел. Нека биде, господин Коптагел. Може едно турско кафе за мене, со малку шекер. Доволно е да ставите само малку шекер. Ви благодарам. А едно кафе за господјата. Може да седнам? Ви благодарам. Господе Боже! Леле, колку е ова Фикри Савит. Во селото кое пред долги години го напушти со запрежна кола, сега се враќаш со оваа кола. Каква судбина, бе? Да не ти се верува, значи. Тогаш, ајде, нека е со среќа. Како со среќа, душа? Мојата средба со тоа момче е невозможна. Нема шанси. Види, Ерол е далеку од нас, ама постојано не наблюдува. Значи секогаш сме под надзор. Ама дадо, треба малку да се опуштиш. Ти ако одиш како невеста во Истанбул, може нас ке не повлечеш. Колку фантазираш, бе, Наздјун. Што да правам? Инаку ќе треба да се омажам со овој Ерол. Највредниот човек на господин Дузгјун. Лесноумниот Ерол. Молчи, душа, ке те слушна, срамота, ај. Не зборувај така. Ништо не се знае во животот, само да не останам стара мама. Како и да е да се вратиме на нашата тема. На било кој начин треба да смислиме нешто за Дада да се види со тоа момче. Сонгјун е во право. Според мене мислам дека Дада Илгјун треба да испратиме во Истанбул. Не, душо, не може така. Зошто, ма? Убаво кажа Дада Илгјун. Ќе скроиме план, барем за една вечер ќе испратиме во Истанбул. Како ќе биде тоа? Па тоа не знам. Бато, добро утро. Добро утро. Што правиш ти? Што да правам? Многу ми е добро. Девојката ми пише. Навистина ли? Рече ќе ми известела. Затоа си се загледал во лаптопот ти, така? Бога ми не знам. Нешто се случува со мене. Ако ми пише, ќе се најдам со неа. Ми текна? Ќе кажеме дека Дада е болна, во Истанбул има еден доктор и треба да однесеме кај него. Не може, тогаш и тато ќе дојде. Абе, лесно ќе го откачиме тато во Истанбул. Дада Илгјун ќе се прави дека се изгубила, ќе се најде со тоа момче, потоа ќе се преправаме дека ја најдовме Дада. Девојко, ова е супер идеја. Ти мислиш дека ова е добра идеја? Ако кажам дека сум болна, тато ќе добие инфаркт. Не можам да му го направам тоа. Боже, Боже, кој живее оваа куќа?
Повелете, Чичко. Ќерко, кои сте вие овде, а? Кои? Всушност, кои сте вие? Јас ли кој сум? Аха. Јас сум собственикот на куќава. Ние сме собствениците. Што зборуваш ти? Откаде ова ваша куќа, откаде? Јас куќава ја наследив од татко ми, моја е. Тргнете се, да видам, ајде. Не смеете да влезете. Како не сме, ама ова е моја куќа, моја. Човекот ги напаѓа девојките. Моја куќава, моја. Ама што правите вие? Тргнете се. Добро сте? Што направи ти? Ќе видиш ти. Ќе видиш. О! Кои се ови овде? Само гледаат наваму, натаму и познати ми се од некаде. Слушај ваму, види дали ги познаваш? Чекај да видам. Тргнете се да видам јас. А, Фикри? Фикри? Ти ли си ти? Јас не. Од кај се појави ти после толку години? Ете дојдов, го заборавив заветот и ете ме дојдов. Слушај ваму. Дали е жив син ти? Да, жив е, што се случи? Боже! 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 Што се случи сега со нозете? Абе, бабчето, оди! Абе, какво одење, бе? Трча! Господе! Господе, што ќе правам? Што ќе правам јас, а што ќе правам? Кај тебе дојдов, што ќе правам јас? Што ќе правам јас? Фикри се врати. Фикри да се врати. Син му бил жив и сега на кого да се ја кажам маката? А, трпелив камен, само ти ме слушаш и ме разбираш. Што ќе правам јас? Ах, леле, што ќе правам јас? Сега се намести. Види. Сега е поздраво отколку што беше. Добро. Ајде да видиме. Мртни е раката. А? Добро ли вода? Ајде, пи. Добро си сега? Добро. Сега, што? Јас треба да разберам од ова, а? Човекот кој на времето работеше како аргат кај татко ми, тој сега живее на нашиот имот, така ли, а? Да, ние живееме. А ти зошто татко ми го викаш Аргат, а? Затоа што татко ти беше аргат кај нас, затоа. Не и викај на девојката. Ајде бе. Застани бе, не се нервирај. Бато, смири се малку. Се врати во селото после 25 години. Јас ке ти објаснам накусо. Ти откако се скара со татко ми и го напушти селото, и откако Бато Басри почина, немаше некој друг. Твоите ниви и целиот имот ете му останаа на Дузгјун. И тој ги присвои сите ниви, сите. Како така зборуваш бе, Реша така? Какво присвојување бе? Јас сум сведок, се знам бе. Покојниот Бато Басри пред да умре кога беше на смртна постела му рече на Дузгјун. Се што е мое, од сега и твое. Кој го чува текето, тој ја срка супата. Поради тоа Дузгјун ги зема сите ниви, ете. Дојде Дуѓунага. Ова е тој, Дуѓунага. Добар ден. Добар ден. О, Фикри. Добар ден, добре дојде. Не дојдов за добро. Откај ти се чизмиве, а?
Ти нели беше аргат кај нас? Сега ага ли стана? Јас сум ага на ова село, Дузгју не е ништо. Како може човек без земјиште да биде ага? Боре, Решат, ајде замолчи малку. А Фикри, се врати после долги години и сега дури и не ме поздравуваш. Без срам ме викаш да дојдам овде. Кажи што сакаш од мене, кажи ми, не. Ништо јас не сакам од тебе. Само те викнав да слушнеш што ќе кажам. Го продавам целиот имот што го имам во ова село. Не е до толку, нема такво нешто. Може. Ете, без пари ти си го користил до сега. Јас дури не сакам ниту килија да ми платиш. Од сега натаму, мојот имот е на продажба. Татко ти, покојниот бато Бастри, пред да почине, целиот имот мене ми го остави. А ти дури не дојде ни на погребот на татко ти. Сега доаѓаш овде и велиш имотот бил твој. Зарем не ти е срам? Срам да ти е, засрами се. Абе, татко ми избрка. Ме избрка и ми рече на погреб да не ми доаѓаш. Затоа не дојдов. Ете затоа. Ти самиот велиш дека се налутивте и се разделивте. Ти самиот тоа го рече. Тој е мој имот, не смееш да го продадеш? Нели е така, бе, луѓе? Се разбира. Така е, бато, така. Ете, слушна. Ќе го продадам. Законски сите тапи се кај мене. Сакам ти ги продавам, сакам не. А ако многу сакаш, дај ми пари и земи се ти. Земи. Земи. Земи ти. Земи. Земи. Земи ти. Земете сите. Ако има заинтересирани, нека ми се јават на овој број. Ама не, ако никој не се јави од селото, не знам, тогаш ќе дадам оглас на интернет на страницата продавам.com. Тогаш не знам кој ќе ги купи. Сега пријатно. Полека, бато Фикри. За толку кратко дојде? Да јадеме, да пиеме, а? Не, јас како главно јадење изедов едно дрво во грбот. Ајде сега, пријатно. Не гледај го тоа. Немој така. Добро бе, добро. Ти ли го истепа овој? Јас го видов во дворот, ама морам да... Добро си направил, да ти се позлатат рацете, да си жив. Ако го начекаш, пак истепај го. Господе Боже, што беше ова? Донесете нешто да јадеме, многу се изнервирав. Ми падна шекерот, мора да кастам нешто. Нема ли да дојде газдата? Реков да биде изненадување, затоа да не го барам. Газдата ли? Да, господин Коптагел. Каков газда бе, Снашке? И Коптагел е обичен возач како нас. Тебе така ли ти кажа, Снашка? Бога ми, те излажал тебе нашиот Коптагел. Коптагел? Јас би умрел за тебе. Ме излажа. Каква врска има? Елмаз, дојди ваму! Елмаз! Елмаз? Како можеше да ме излажеш? Како можеше да си поиграш на моите чувства? Како ме излажа? Доста, ајде!
Ајде доаѓи вамо, Елмас. Не доаѓам. Елмас! Не доаѓам. Добро, тогаш јас ќе дојдам. Застани овде, ајде. Стој тука. Само за да не ти изгубам тебе, ме разбираш? На прв поглед се заљубив како будала по тебе се заљубив. И затоа што не сакав да ме напуштиш, затоа што сум само еден обичен возач. Само заради тебе, заради нашата љубов. Хајде, кажи. Ќе ме сакаш сега ваков или пак ќе ме напуштиш? Ќе ме напуштиш поради мојата материјална ситуација, така ли ќе си одиш? Хајде, кажи. Ќе ми завртиш грб и ќе си бегаш, така ли ќе биде, а, Елмас? Молчи. Не зборувај така. Како може да не те сакам? Се купува ли љубов со пари? Будала. Елмас! Коптагел. Елмас! Коптагел мој! Јас уште чекам над компјутерот сум. Како си? Добро, Да пиеме по едно фрапе? може. Ама овој пат јас частам. Зошто? Така? Порано само ти частеше. Малку ќе разговараме пред да дојдат момците. Што ќе разговараме? За тебе, за мене, за нас. Нели тато денес многу се разочара? Како да не се разочара? Се што мислевме дека е наше било на тој човек. Изгледа човекот е многу тврдоглав. Нема шанси да се премисли. Да, дома. Види, твојот пак ти пишал порака. Вели, јас се уште чекам над компјутерот сум. И на крај ставил смајли. Ај, ама овој човек тебе те чека. Не скроивме некој добар план за да те испратиме во Истанбул. Девојки, гледате ли што го снајде тато? Можно да го изгуби целиот имот, а вие уште зборувате за љубовта преку интернет? Престанете, веќе ве молам. Доаѓањето на Фикри не е зарно. Ако ги продаде нивите на друг човек, тогаш ќе изгуба мојата харизма. Ќе има повеќе ниви од мене. Што правите вие? Бадминтон, бато. Го купивме од интернет. Сите пари ги трошите на интернет. Што е сега? Очите ти се исправија? Навистина, бато? Да. Ај! Чекај, не се возбудувај. Ти се искривуваат пак. Ај, ти се искривија. Навистина? Ај, проклета судбина моја! Оф! Ајде, јас ќе одам до кафеаната. Не можам повеќе да ве трпам кај што плачете. Судбина моја, судбина. Уф, удри ме пак. Девојки, треба да разговарам нешто со вас сите. Седнете. Јас размислив многу добро и одлучив целиот мој имот да го купам од господин Фикри. Мора така да биде. Навистина, тато? Навистина. Мене многу ми е јасно дека тој Фикри нема да не остави на мира. Освен тоа, во оваа куќа има многу спомени.
Сите се родивте овде, тука израставте. Мајка ви тука почина Бог да ја прости. Најдобро е јас да го купам имотот и да ми олесни. А како ќе го купиш, тато? Со пари? Добро, не зборувам за тоа, ама човекот отиде во Истанбул. Ќе одам кај него. Кога? Утре. Утре ли? Ја? Само еден ден ќе бидеме разделени, мора така да биде. Нема друго. Ама не грижете се. Господин Ерол ќе се грижи за вас. Добро, тато. А сега одам во Меана. Имам малку работа. Морам да ја завршам. Ајде се гледаме. Добро сум решил, нели? Многу добро, тато. Добро. Му благодарам на Бога. Се исплашив да не останеме без кров над глава. Оставите го сега, тоа ми текна мене. Што ти текна? Соберете се, ајде, соберете се. Абе, дојдете, дојдете. Нели тато утре ќе оди во Истанбул? Да. Утре и дада ќе испратиме во Истанбул без тато да знае. Како ќе биде тоа? Ќе оди со колата на тато. Ќе се најде со Ферит, а ќе се врати со авион. А што ќе правиме со Ирол? Ерол, ние ќе го задржиме овде. Добро, ма. Ај, добра идеја. Ајде, тогаш напиши му порака. Тогаш... 1, 2, 3. Утре е важен ден. Ајде! Ајде. Зборував со едриличарскиот клуб. А ако не завршиш со процедурата за членство, сепак ќе можеш... Одлично. Мило ми е што се радуваш. Не разбрав? Ако не разбра, тогаш зошто се радуваш? Стигна порака, затоа. Аха. Изгледа таа девојка ти напиша. Штом си толку среќен. Да. Ќе се најдеме утре. Слушате, ваму. Овој сега ми вели, кажи каде си, таму ќе дојдам. Сега кај да му кажам во Истанбул? Јас не го познавам градот. Напиши, јас ќе дојдам кај тебе и готово. Да. Кажи ми некој локал. Испрати адреса, јас ќе дојдам кај тебе. Не може така, тоа не му доликува на еден маж. Ти ли ќе дојдеш кај мене? Кажи каде си, јас ќе дојдам таму. Ајде, што ќе правам сега? Биди малку пострага, бе, дадо. Инаку ќе нема крај на овој разговор, не ли така? Добро велиш, да. Не одолго влекувај. Кажи адреса да тркнам таму. Да тркнам. Да доедам. Инаку нема да се најдеме. Добро, добро. Немој да се лутиш, има едно кафуле во Етилер, често одам таму, ќе ти ја дадам адресата, дојди. О, готово е. Аха, Боже. Хасан, брате, што продаваш? Тиква продавам. Што рече, што продаваш? Не те слушнав. Тиква. Добро, нека ти со лесно Бог те чува. Ало? Ало? Како си, господине Фикри? Добар си? Добра вечер. Сакам утре да дојдам во Истанбул, да разговараме за продажбата на куќата и за нивите. Добро, ти или ќе ги купиш? Така планирам. Добро, утре наплодне дојди во Истанбул. Добро, кажи ми сега каде се најдеме и да зборуваме. Знаеш дека јас не го знам многу Истанбул. Сум бил само 2-3 пати. Имаш ли хартија и пенкало? Хартија и пенкало? Абе, нема потреба од хартија и пенкало. Господ, зашто ми дал памет? Ти само кажи, јас ќе запамтам. После дома ќе запишам на хартија. Биди малку повнимателен, полека, полека. Машала. Зошто дошол тој Фикри?
Од кај му текнало да дојде? Чекайте, полека. Полека бе. Полека. Бабичке, ти кажавме дека човекот дошол да си го продаде имотот. Бабо, а ти зошто нам не ни веруваш? Што е да не ти личиме на малоумни, а? Бабо, ма, ние не сме магариња. Абе, бабо, ем не ни веруваш, ем не тераш да те носиме цело време. А и што те носиме, ама зошто не слушаш, тоа не ми е јасно мене. Абе, замолчете! Ова село има мухтар и има ага. Може сакам да слушам од нив, а не од вас. Ајде, престанете! Баба Нурие, Исмаилов си точно ти кажале. Фикри ќе си го продаде имотот и ќе си замине. Нема ли веќе да дојде овде? Да, ако го продаде имотот, зошто да дојде, бе? А ти зашто избега така кога го биде Фикри? Тоа кажи ми го, а? Нека оди по дјаволите. Јас се плашам од човек кој така се однесуваше кон својот татко. Затоа и избегав. И знаеш што? Тој Фикри на ѓаволот му ги кажал своите планови. Ѓаволот рекол: немој, гревота е. Тоа е грев. Да. Реша тага. Слушај што ќе кажам. Велам, ти да го купиш имотот, бе. А ако го купи некој друг, па странец ли да влезе во селото? Кажи ми, мислам, не иде така? Сега, да сакам да го купам неговиот имот, ми требаат милиони. Јас без потреба треба да извадам од својот джеб милиони и да ги ставам од джебот на Фикри. Не ми треба тоа. Добра вечер на сите. Добро вечер. И тебе. Добро вечер и тебе. Абе, Исмаиловци, утре кај мене има работа. Размислив и сакам вие да следите таа работа. Може? Може, секако. Може. Дујđum, бе, ќе те нема ли утре? Ќе ме нема. Одам за Истанбул. Зошто, бе? Ќе одам да се пазарувам со господин Фикри. Ке му дадам пари и ке си го земам имотот. Земи го. Тој веќе да нема никаква врска во селово. Па така е. А, леле, ова и мене ме израдува. Абе, само Тугинес да не дојде во селово. Добро. Тогаш добра ви ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Внимавај са, маман. Исмаиловци, седнете овде до мене. Седнете овде, бе. Кај е Лазот? Не е важно, и да беше овде немаше ништо да разбере. Најдобро е вие утре да му раскажете додека ја вршите работата. Се исправија? Не се исправи. Удри ме уште еднаш. Сега се исправија? Не се исправи. Девојки, спремете ми куфер, ке тргнам на пат по утринската молитва. Кај ќе одиш, бате? Во Истанбул. Зошто? Никакви од Дузгун. Леле. Одел да го купи имотот на Фикри. Дузгун, ако ги купи нивите и ги добие сите тапи, ќе ни глуми ага во селото. Ме разбравте? Бато, може и ние да дојдеме во Истанбул? Каде тоа? Ете, во Истанбул. Да, не сме биле во Истанбул никогаш. Можеш и мене да ме однесеш на доктор? Бог да чува, бре. Добро, спремете се и вие. Абе, кај одиш ти? Не знам, кај ќе одам? Нели одите во Истанбул, а? Зошто мене не ме прашуваш? Тебе да те прашам, зошто? Е, така де? Мене ќе ме прашуваш. Инаку се нервирам, да знаеш. Така е, треба да го прашаме Исмаил. Исмаил, може да одиме во Истанбул? Оди, Доне. Ти оди, ама Јапрак не смее да оди. Зошто? Ете така. Јас така сакам. Доне, Јапрак. И реша така. Добро, бато, еве доаѓаме.
Што правите таму? Влегувајте внатре, ајде. Добро, бато, доаѓаме. Ете, гледаш дека Исмаил ме сака? Да. Од каде знаеш? Мене ми дозволи, а тебе не. Да. Што беше ова? Како бомба да пукна. Куќата се стресе, аман. Прости ми, Господе Боже. Добро утро. Што си намртен, бе? Абе, Оџа, изгледа молитвава не беше како што треба. Како не беше? Па, знаеш некако како... Добро утро, Оџа! Добро утро! Здраво. Добро утро! Здраво. Како ритамо да го утна, бе? Така се читу тринската молитва. Така е, амам, како пребрзо да ми беше некако и на некои делови како да го утна ритамот, некако така ми се чини. Мене така ми се чини, бе. Бог да чува и да брани. Ти ли ке ме учиш како треба? Ајде, ке задоцниме. Добро утро. Бог да чува. Чувај се, дадо. Тато доаѓа. Види ги кај застанале. Зошто сте станале толку рано? Зошто се разбудивте? Немаше потреба, тирки мои. Сакавме да те испратиме, тато. Земи го до тебе, тато, за секој случај, да. Точно кажа. Така е. А каде е Илџун? Да, Илџун беше многу уморна, не се разбуди. Добро, поздравете Илџун. Бакнете од мене, ке ме бакнеш така. Ајде, бакни ти. Ајде и ти. Прво на Господ, а после сте доверени на господин Ерол. Се разбавме? Немојте да направите некоја белја. Добро, тато.
Ало. Фикри, јас сум Решат од Сакликој. Да, ми текна. Повели Решат така. Слушај, Тугинец ли да го купи твојот имот? Сега јас ти носам една прекрасна понуда, на пат сум на кај тебе. Да се најдеме напладне, а? Немој, напладне има една друга средба, добро, ќе откажам, добро. Кај да се видиме? Дојди во фирмата, адресата има на визит картата, ја има. Јас имам навигација. Таа жена е многу добра, ги знаеш сите места. Зете, некој ден да ги соберам сите другари и да направиме забава кај тебе во минибусот, може? Каков муабет е тоа, се разбира може. Слушај сега, имам нов звучен систем, има и нови сијалички. Абе, минибусот е Лас Вегас. Тета ми кажа веќе. О, тетино, зошто си толку згоден? Бато, парфемот на 15 метри се чувствува. Денес имам една важна средба. Ќе се најде со новата девојка изгледа. Аман, сокри се те молам. Зете? Како мирисе ова, бе? Носот ми го запнав тебе рано наутро. Синко, да ти кажам нешто. Помалку тоа ставај тебе, помалку тоа. Ферит, види сега, слушај што се случи. Јас во селото најдов еден муштерија за нивите. Ама на човекот му закажав средба во ресторанот блиску до фирмата. Ама во меѓувреме најдов и еден друг муштерија. Сега, вториот муштерија е побогат од првиот муштерија. Дали ти е јасно? Поради тоа јас сега ќе се најдам со вториот муштерија, ама во фирмата. Целиот имот ќе му го продадам јас нему. А ти, во меѓувреме, оди да се видиш со првиот муштерија и откачи го некако, во ред? Можно ли е нешто такво? Можно е. Зошто да не е можно? Го познавам јас него. Ќе ми даде малку пари, а останатиот дел ќе сака да го плаќа на рати. Откачи го некако, откачи го. Тато, јас денес имам многу важна работа. Каква работа имаш, Денес? Каква работа имаш? Што може да биде поважно од оваа работа? Ајде, откачи го тој дуздјун, тоа ти е главната работа за денес. Дали ти е јасно? Чекај, кај беше, кај, еве го. Еве, тука е запишана адресата на ресторанот. Земи го ова и оди, земи го. Ќе го препознаеш лесно, бе, по облеката ќе знаеш и ќе видиш тој дека е селанец. Ама така треба да го откачиш што човекот повеќе никогаш да не ми се јавува и да не ме вознемирува. Во ред. Решат. Овој Решат има многу пари. На него ќе му го продадам целиот имот, да знаеш. Добро, ајде, денес јас имам многу работа. Ајде, сега гледам, ајде, довидување, ајде. Денес треба да се најдам со девојката, ако не отидам никогаш нема да се најде со мене. Ај Боже. Јас ќе го средам таа. Што ќе средиш? Да го откачам човекот, велам ќе средам се. И како ќе биде тоа, зете? Ова ли е адресат? Нели треба да се откачи човекот? Ќе се откачи. Абе јас со какви не се расправам во минибусот, ова или нема да го откачам? Види, без гајле, ќе го средам таа. Како постар син на Фикри, тоа е моја должност. Ќе средам, без гајле. Сериозен си? Од кај се појавија сега овие? Ај Боже. Абе, кај се брзаш ти, Волку, рано? Трни се. Отвори прозор. Фикри! Зарно да е, брате, каде одите? Сестра ми ја носам на лекар во Истанбул на контрола. Боже, тоа е голем трошок, ама како и да е, Господ нека ви е на помош, ајде. Амин, и тебе. Ајде, пријатно.
Боже, сега ли најде бе? Ви го сега. Жими Господ се колнам дека си за никаде. Застани. Застани. Здраво, јас, брате, не го знам многу Истанбул. Ке ме однесеш ти воетиле? Оди ме близко до таму. Ајде, дојди, ќе те симнам јас таму близко. Ајде, дојди, влези. Да си ми жив, синко. Стане бе, синко. Ајде, оди таму позади Гали во телефонот. Ајде, биди малку од корист, млад човек си, само со телефонот во раце. Влези, Еве, чичо, ще ме влези. го оставиш детето. Влези. Штом не го знаеш Истанбул, седи напред и гледај во Истанбул. Ќе го осетиш мирисот на морето. Така се Да ужива си во жив, Истанбул. брате. Колку пари да ти платам? Срамот. Ајде, овој пат нека биде од мене, ти си гостинот. Не може така. Те молам, ајде Ке сега. малку застани, немој така. Мора да платам, морам. Абе, немој бе, пријателе, не ја пикај раката во джеб, сега те молам, ќе ме навредиш. Ајде, добро, сега види го, ајде те молам. Добро. Како велат старите, од некој пари ќе добиеш од некој молитви, така ли е? Ајде, без гајле, Ми уживај. украдат колата, таму ја оставив. Нема, Добро. без гајле. Господе. Добро. Ајде бе, помини веќе. Ти. Јас ќе одам до Илитер. Каде се наоѓа тоа? Ете во Илитер. Може ли таксист да ни знае за Илитер? Извини, погрешно разбрав. Ајде. Добри дојде. Добро ве најдов. Нели, денес ќе се најдеш со девојката од интернет, а? Да, ќе се најдеме, наскоро. Така се наоѓа девојка, бе. Што се случува со тебе? Бараш девојка од интернет? До тоа ли дојде, бе? А на што личи? Ќе дојде за кратко. Ќе видите на што личи. Како и да е. Вие продолжете, јас одам до тоалет. Каде се задржа девојката? Да не оваа девојка? Како па да не? Здраво. Здраво. Ова е обична силанка. Само покриена со амбалажа. Што зборуваш, ма ти?
видов пред малку во тоалетот, убавице. Кај ти е селската облека? Сигурно во ташната. Еве види. Селанката влегува во елитата. Навистина си селанка? Нели рече дека си од момина кула? Значи ми излажа. Се гледа дека е селанка. Кој знае од кое село е дојдена, а? Да, дојдов од село. Па што? Срамота е да си селанка? Зошто толку ја напаѓаш девојката Бенгису? Срамота е ова што го правиш. Леле, те молам да не кажав нешто лошо. Ете се пресоблекла во тоалет. Требаше да ја видиш каква беше кога влезе внатре. Не се, остави. Исто како на филм. Бога ми, да. Ајде си ми жив и здрав 100 години, се гледаме. Само полеко отвори ја вратата. Ајде со здравје и внимателно затвори ја да не ти остане во раце. Добро, добро, добро. Ајде. Што лесно нека ти е. Благодарам, чувај се. Ајде со здравје, со здравје. Полека, бе. Простете ми, да не ве повредив. Не, ништо не ми е, ништо. Може нешто да ве прашам? Ајде, прашајте. Дали видовте една селска девојка, мислам, селанка е, ама не личи на селанка? Не видов. А ти дали ја знаеш ова адреса? Кој е овој ресторан? Сега се брзам, Чичко, прашај некој друг. Ама... Застани, каде одиш? Не доаѓа по мене. Застани малку, слушни ме. Може да застанеш малку? Добро. Само малку. Болница ли е ова? Каква болница? Нели ќе одиме за очите на Дада? Господе, што ти стори, што ти направи да ме казниш вака? И со една и со друга. Фабрика е ова, фабрика. Бато, може ние да одиме во болница додека ти тука се пазаруваш? Да ви кажам, ова знаеме дека има празна глава, ама и ти си иста. Ако ве оставам да одите во болница, вие ќе стигнете до Ада Пазари. Ајде пред мене. Бато Фикри. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. И сестрите ги донесов. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Ајде, повелете. Кој е овој човек? Нивите ќе ги купиме од него, ма? Кои ниви? Господ да не те казни, ма. Оди... Те молам, застани малку. Ти реков не доаѓа по мене. Не доаѓај. Престани. Молам, тато. Момент. Повелете.
Слушај вамо. Го откачи ли Дузјун? Не го откачив. Човекот се изгубил, не се најдовме. Најди го веднаш и откачи го како знаеш и умееш. Решат ги донел овде сестрите. Дојди и ќе треба ти да ги прошеташ низ градов малку. Тато, имам работа. Ајде бе. Каква работа имаш ти, а? Ти ќе ги прошеташ девојките. Кој друг ќе ги прошета, јас ли? Јас решат ќе го однесам во Амам. Што да пробам сега? И девојките ли да ги однесам во Амам? Викни го Џунејд, тој може. Јас да средам се, тој не ли ти е син, тато? Добро, ајде. Ало? Зете, што направи? Ке може ли малку да стишиш таа музика? Момент. Абе, сестро, 14 часа дневно сум позади вола, нова ми единствен луксус. Ајде, прости ми, ама без ова нема како. Ало, Фердо, те слушам, брат. Го откачи човекот? Кој човек, бе? Нели ќе се најдеше со мојот човек? Да не заборави? Не бе, брат, не како да заборавам. Еве, сега одам натаму. Малку заглави во сообраќај, еве, одам кај него. Добро. Слушај, кога ќе се најдеш, немој веднаш да го откачиш, задржи го малку. Јас уште не завршив работа. Добро бе, добро, без гале, кога си со мене, како сам да си знаеш, нели? Ајде, чао. Земи ги овие 10 лири. Добро, бето. Ајде сега да те видам. Оди. Дадо, многу плачеш. Земи една палома. Не сакам, имам палома. Ако ма, Дадо, малку една палома. Како и да ќе те заврши. Дади, не остави ме, те молам. Добро, така нека биде, Дадо. Добро, не плаши се. Не сакам да разговарам со тебе, зошто не разбираш? Ама јас сакам да зборувам со тебе. И ти разбери го тоа. Види, неколку минути трчам по тебе. Зошто? Размисли малку. Дури смислив игра за да зборувам со тебе. Каква игра? Детето со паломите е мој човек. Значи ми изигра? Да. Само за да зборувам со тебе. Ајде, те молам. Добро. Ама најпрво купи ми вода, па ќе разговараме. Ох бе, добро. Така нека биде, веднаш ќе се вратам. Чекај ме. Бато, бега! Замолчи, инаку ќе те тепам. Бато! Застани. Застани. Вози. Дај газ, бато, дај газ, ајде, ќе ти дадам дупло од тоа што го пишува. Добро. Господе Боже. Повелете. О, со поглед на море. Отлично. Добар ден, простете, знаете, собраќајот, метеш ова, она... Што е, шоферу, синко, да не заборавив нешто кај тебе, а? Каков минибус, јас не разбирам, што... Нели си ти шоферот што ме зема отпад? Каков минибус, ве молам, јас сум син на Фикри Сабит, што значи јас сум фабрикант. Има ли некој шофер ваква облека, ве молам сега, ајде. Бога ми не знам.
Секако дека нема. Не го велам тоа, синко, ама ете ти си мини бужијата, нели? Не бе, бато што зборуваше, значи јас сум постариот син на Фикри Сабит. Татко ми наеднаш се разболи и еве, мене ме испрати сега. Да? А вие сигурно сте сретнале некој шофер што личел на мене и мислите дека јас сум тој, ама како што велат, секој човек има двојник на овој свет, нели? Па тогаш, дојди седни овде, не стој на нозе. Благодарам. Момче! Зет ми. Молам, зете. Кај си ти? Зошто не се јавуваш? Малку паднав. Кај падна? Од лентата за одење, зете. Добро, како и да е, не ми е гајле и не ме тере да зборувам напразно. Слушавам, вечер ќе имаме гости. Муштериите на кои ќе ги продадам нивите. Направи им кешкек. Тие сакаат кешкек. Кешкек да направам. Јас. Добро, ајде, исклучувам. Ај, Господе Боже. И нашиот син доцни малку, го знаете, се обраќа во Истанбул. Простете му, што да правиме, тоа е. Бато, ќе ни дадеш малку пари? Зошто? Па може ќе ни затреба во град. Бог да чува, тука сме гости на Бато Фикри. Тој не би дозволил да потрошиме пари. Секако вие сте муштери, не, вие сте гости. Нема трошење пари, син ми ќе следи се што треба. Нема вие рака да ставате во джеп. Па тогаш дека му е со помин, што друго да кажам. И сега со тебе ли ќе зборувам за купо-продажбата? Со мене, ама јас велам прво да каснеме, нешто да не зборуваме на гладен стомак, нели? Добро да. Ај, мене ми се оди во тоалет. Сега ли најде? Ми се оди неку, ќе ве засрамам. Оди во караванот Керко, таму има тоалет. И тоалет ли има внатре, леле? Секако да е. Леле. Доне, однеси ова, да не посрамоти овде. Ајде, ма. Дали имаш некој познат доктор за очи? Имам, како немам. Имам една приватна болница во која одам јас. Таму ќе однесеме. Стигна мојот син. Трчи. Добре дојдовте. Добре те најдов, момче, како си? Здраво. Девојките се во караванот таму. Оди запозне се со нив кога ќе излезат, потоа прошетај ги малку низ Истанбул, вака еден круг. Добро, ајде, земи го клучот и од колата, еве ти го клучот, повели. Ова е активна. Немој многу да трошиш. Решат, дај ми го клучот од твојата кола. Сега ти ти не го знаеш градот, не ги познаваш улиците и подобро јас да возам отколку тебе да ти објаснам. Ајде, помини, таму оди. Се гледаме, тато. Биди внимателен со парите.